Добро утро, драги гледачи! Во денешното видео со господинот Васил идеме на некој состанок крос ручек, а по пут ќе го повековечиме тој момент, бидејќи имаме неколку теми кои треба да ги поминеме, базирани на американскиот пазар, фулфилментот и афилиет програмот. Outfit check, не е лошо. Доле ги носам овие drop crotch pants of navy blue што се. Се менува мајндсетот. Живееме у 21 век у кој веќе маркетингот, храната е индустријска. Оние кокошки неки ги видиш у затвор цело време, цел живот седи и несе јајца и главата низ решетката е спуштена и само јајца несе. И на крај ќе ти ја заколат едни батаци по 5 килата, а никад не истрчана, не видена. Јајцето здраво, поздраво здравие. Пиеш такво јајце, едно 10 години ти никне нешто на чело, не знаеш што е, али добро е дека не ти пораснат јајцата на очи. Она што сакав да ти кажам е да го искористиме магазинот максимално, што може она идејата што ни беше уште пред некое време за футурива органски онлайн маркет, се е дојдено времето. Значи магазинот Fulfillment, токи услуги секако си ги нудиме, секако е преголем, има место за све. Меѓутоа да видиме по најбрз можен рок, пошто више имам неколку одгледувачи на храна, да кажам, што сами си имаат пријавено и плюс да ги најдеме од држава што има за органски, не знам, малини, компири, леќа, граф, јајца, све можно да откупиме директно од одгледувачи, да го извакумираме според сите светски стандарди, у еко амбалажа спакувани и да го доставуваме до крајен купец и уствари на веб страната се имаме суплементи, имаме програми по ново за вежбање и да имаме и футурива маркет. И уствари футурива маркет е таа храна што реално ја ја конзумирам и што е као здрава храна, да сме сигурни од кај е изворот, кај што директно ти од производител, односно од гледувач на таа храна го зимаш и го продаш, бидејќи сите тие што ми пише и неколку кубура, што е фак ону маркет не може да продава. Другото е, знаеш како е поселана по све, колку може ќе продаде и толку. Да земе. Види, идејата е стара идејата, убава идејата да се не, ама се е времето созрено да се почне у реализација. Сега имаме сите елементи, Пошто имаме ние Slim Booster со Slim Diet е најуспешен производ, пошто имаш целосен систем со тоа што стои. И со рецептите и со све. И сега за тие рецепти ти кои ќе имаш намирници сигурно проверени дека се органски, дека се како што треба, одгледани, чувани во соодветни услови, спакувани според највисоки стандарди у еко амбалажа, вакуумирани воздух да нема и све, и ние си ги бркаме клиентите, фактички работиме со едни исти клиенти. Филип е тој што веќе од истите јајца користи. Филип е тој што од истиот граф го користи. Тој граф, мене ми е добар, и ја викам, дечки, мене ми е добар и мене ми завршил работа, еве ви вас ако сакате. Кој сака? Ама јас сум гарантот, затоа што има еден момент. Ако тргнеш по индустријска, по систематизација, кој тоа гарантира, како гарантира? Како бе да гарантира селанецот што си ги одгледува кокошката од двор? Ја тоа ќе биде све транспарентно и мене замислата ми е така е, од каде е? Контентот, он како го одгледува грамот, пример, како стига кај нас у магазин според сите светски стандарди, се вакуумира у еко амбалажа, се доставува до крајен купец и ние фактички таму нема да чуваме залихи, него пример како ќе биде побарувачката, така ќе откупуваш. И тоа значи дека пример, онако лупам што и да е денес го набрал, утре го зимаш, задутре го продаваш. И таа свежина нигде у свет ја нема. Така, ама има еден друг момент. На други места, значи тоа е нешто најголема вредност, се и на Ибица кој ќе идам, сакам да идам, има една фарма Хунто се вика, позади си има фарма, значи ја гледаш фармата, напред ти е маркетот и плюс и готвени јадење. Ама не ти продава на маркетот нешто што нема у фармата? Ама и тоа е конечно. Значи не може, ние се научивме за нова година да јадеме љута македонска салата, патлиџан кој не зрее тогаш. Не може да биде и органски и природен, а да зрее кога не му е сезона за зрење. Сезонски, затоа викам. И она што може да се искористи од македонски производители, пошто ти пола све е увозно. Не пола, 80%. И автоматски така. Ние луки и кромето везуваме. Сега не знам кога е сезона на јабуки, кога е сезона на ова и автоматски сезонските работи, пошто тоа
И за нас, како луѓе, таму кај што си израснате, најдобро да конзумираш тоа што е сега сезонско. Ке си ставиме ние производите кои можеме со нашиве добавувачи да ги набавиме. Ние тоа ќе почнеме степ бај степ и после ќе се надополнува. И клиентот мислам дека е многу паметно. Јас сум заинтересиран за тоа и тоа. Дечко, тоа ќе стигне за 2 недели, за 3 недели, за 5. Безицирано ти е, да, окей. Кога ќе стигне ти го пакувам, ти го испорачувам. Не бе, јас за почеток би почнал. Значи има, тоа е понудата сега, купуваш тоа, снемува и како има, ние ќе го апдейтираме у реал тајм и плюс со апликацијата, ќе може да си ја симне апликацијата, картицата врзана, гледа, купува ставките, ентер. Да, но имаш и една друга опција. Некој ќе сака пред време, си вика, јас кога ќе дојде ова на лагер, ве молам, јавете ми, ја ќе си го купам. Кога што идеш у продавница, имаш ова, немам. Кога ќе дојде да ми јавиш, и сега ти у апликација ќе имаш него да му јави и он вика, слушај, јас сакам да си го безицирам. Или кога е ова следно ќе стигне за 2 недели. Добро, јас си правам закуп за после 2 недели кога ќе дојде да ми го испорачате. Добро, тоа е малце покомплицирано, ќе почнеме прво поедноставното. Со тоа што се има. И мене замислата за таму, ние сите пакувани, пример, јајца се знае, се зима табла јајца, нема 6 јајца и такви, пошто нема да можеме све да имаме. Нема математика. Пример, лупам, граф имаш, пакувам пола кило. Ќе земем исто замена за брашно, за да не го ставаме Slim Booster Plus, ќе земеме само псилиум, пошто псилиум е најсоодветна за брашно замена. И се, тие пример работи ќе бидат по 500 грама. Јајца ќе биде табла 30 јајца, што автоматски не е кузна колка количина, ама имаш систематизирано да знаеш за пакување, за кога ќе дое еко амбалажата, она што викаше. Да, немаш да имаш 10 амбалажи, така е. И преска што викаше, знаеш све е по 500 грама, како иде едно по едно, убаво спакувано, да личи светски, како што треба да изгледа нешто тако. Абе амбалажата, главната амбалажа од која ќе им се доставува опремата, може да биде стандардизирана, да тој некој си кутијата си ја чува и дома да се чува што сака. Може да ја расклопи, може да ја склопи, повели, ако му треба на некој. И плюс тоа, ја тоа би го почнал у старт за Скопје. Испорака за Скопје? Па не знам, ти тоа знаеш поиш. Дали само Скопје прво да офатиме или одма цела Македонија? Ама пошто Скопје реално денес што наречил утре му стига. Мислам и у Македонија така, ама тука ние го раководиме детално тоа. Да, ама јајцата што треба да стигнат од лупам Калиманци и рокулата што треба да стигне од Паликура, пример, за да дојде тој како што ја набрал денес ти испорачал, таа не може да се телепортира, таа и треба еден ден. Ама не, ние ќе си имаме сток у магазинот. Мене замислата ми е. Ма го нема стокот. Не, да го имаме стокот. Ќе правиме сток и полека како се троши, ние у реал тајм ќе апдейтираме на вебсайт ова има, тоа нема. Пошто, знаеш како ќе биде? Ај, прашај. Ние сега, пошто имаме продукти што се продаваат константно и разликата од како што е сега и како што ќе биде, е што секој продукт тебе ти е за месец дена мање више. А сега ќе биде за дневно ниво побарување. И ние, пример, зимаме денес, лупам, имаме 500 пакувања граф по 500 грама. Така? И тие ги ставаш ти на вебсайт у систем, дека имаш 500 и тие кога ќе се потрошат, автоматски ги нема, односно додека не апдейтираме и ќе оврземе со нашиот ERP систем, да им светка, пример, која ќе снемува, да знаат што како да наречуваат. И на почеток ќе почнеме со мали залихи, пошто сакам све да офатиме, не знам, граф, леќа, компир. Има два концепта. Едниот концепт е овде да ти имаш на лагер и од лагерот ти не испорачуваш. Од лагерот. Мора да имаш така. Чекај, добро. Има втор концепт. Вториот концепт е ние знаеме дека он на дневно ниво некој се, ајде, гравот се знае дека е сезонски, он го набрал и го има, него може да го имаш на лагер. Јајцето, кокошката секој ден. Така е, ама рокулата денес ја бере, утре никне пак. Абе добро, види, ние основните работи се нема да отвориме оранжерија. Јајцата, да, ама сега затоа викам два система. Едниот систем е кога имам нешто на лагера, друго е јајцето да биде свежо, он треба денес кокошката го несе. Сабајле у 5 саат поминуе, доставувачот го носи у главен магазин, од главен магазин се пакува и му се испар. Во истиот ден, буквално, некој што живее у градски зид, кога има кокошка,
и да се ја набрал од неговата кокошка. Изуса, бај лесне се на яјцата. Кокошкава што е Тоа охрид. јајцата. Да, кокошката што е охрид, како стигнала яјцето дека него е небитно. Битно он ќе си го добие сега во моментот. За да го имаш тоа, ти треба да имаш лагерот на производи што се на лагер е една работа, а друго е јас сакам 10, 20, 30 јајца. Зошто? Затоа што во фарма може некој да предвидува колку ќе снесат, дека има 100 легалки, 100 легалки ќе снесат 100 јајца. Веројатно јајце денес снесла кокошката, устере не снесла. Не можеш да убедиш кокошката. Не, ама добро, види, ние тука правиме Значи, еден договор ден ќе директно даде- со добавувачи, Да. ние пример за јајца ќе имаме можда неколку што ги исполнуваат Се тие слагам. карактеристики Ама, ние што и ги кај бараме. нив кај нив е варијабла. Имаш производи, затоа викам, системот има два начина на систем. Едното е, имам на лагер, нарачувам, добивам, другото е, ќе имаш два типа на производи, за да му биде свежо. Оти ако не му е свежо, ти кој ќе ставиш у магазин, после 2 дена веќе, тоа фрли го. Не, ќе го оптимизираме системот така да функционира кај што имаш X добавувачи за одредена работа и сега почетокот, окей, нешто ќе нема, нешто ќе има, додека фатиш ред. Плюс работа. тука мене нешто ми е. Ние тука идеме прв таргет ние 100 клиенти, втор 1000, што се вика. И со тие работиш, немаме ние пилјара, ме разбираш, си Така да, и работиме со пилјарата стални има клиенти. 100 клиента, пилјарата не му доаѓа некој дженем за му дојде кај него, Па не, само да ти кажам, за брзо време ќе знаеш што е, како и ќе ти биде систематизирано детално. Значи, колку правевме мојот производи, околу 22-3 на почеток ќе се Па соберат ќе се ги на се. напишеме максимум до кај 20 и ќе почнеме да ги шириме И постепено. од тие 22-3 ќе стане до 40, само од тие 22-3 барем 30% ќе ти бидат на дневна база. Пример, јајцето, пример, свежата салата, таа онија гледа, ја Не, види, сече, ја дава. салат ја многу искрено не би навлагал. Може, види, Пошто е многу за да ќе габаритно знаеме, и не ќе габаритно видиме. го носи оно таму. На дневно ниво се носи директно систематизација, се пакува му се испорачува. Ама денес ја знам дека 10 луѓе ми нарачале, дечко 10 спреми ми. И он поминува од фармата и му зима на тој што одгледува. Во превод има вака се. Предлогот е следен, 3 добри да направиме. Едното добро е тој што живее во Скопје и урбани центри, да може да јаде здраво и природно. Да. Второто добро, или сакаш второто прво стај го, оној што го произведува да не моли, бидејќи кој ќе го произведе може да се слика. Толку, Да. а некој што доаѓа да му го купува, кога гледа дека има на залиха, му ја руши цената и му ја зима за без пари. Затоа што патличанот што е 120 денара во било кој маркет во Скопје, оној земјоделецот само он знае за колку го продава, а ако му даваат повеќе од 30, клочу гзда си има. Така. Реално. Е сега, 3 добра имаш. И трето добро е што сите ти ги врзуваш во пакет, во смисол, еве ти ги производите со кој можеш на овој начин да правиш исхрана, а имаме добавувачи. Место сам да мислиш, што ти има луѓе и сами што мислат. Као што ти по Инстаграм си барал јајца, такви има еден куп. Да, бе. Не, тие нека си работат, ама ти им гарантираш со стандарди, пошто јас сакам кај нас све да е транспарентно како што и до сега, кај што ти идеш како се одгледува тоа, како стига у магазин, како се пакува, како се доставува. Така има Пошто баш. кај нас никој нема, све ти е лотарија, па и она од маркет што Све купаш. е лотарија. Ја знаеш колку пати у Веро сум идел, ќе купам нешто со поминат рок, гледам дека е дома. Па добро да е. Никој не гледа тоа, гајле име сите. Ама битно они ти земаат 40% маржа и уште 500 други така работи. е. Тоа све го скокнуваме и правиме наш систем. Прашањето за клиентот, односно за дали планот ќе успее или нема да успее, следен. Филип си нарачувал до сега од башка луѓе, од Перо Јајца, од Баба Цвета, не знам, не е битно. Кога Филип би можел на едно место сето тоа да го има, да не им се јавува на петорица и да си го набавува, подобро би му било или не? А да, нормално. Тоа е понуда. А да. Истото. Нас ке не боли глава со сите, Да, а ама нив ке ги боли глава да боли ги глава дојдат. додека воспоставиш системот, Да. а после имаш систем кај што си понудил Така е. нешто што не постои, не може да се замисли. Така е, ама на еден ќе го боли глава за 1000 луѓе Ја да еве ти сега пијат. кога ќе идеме и на Ибица ќе истражам за таа фармата што ти кажа. Тоа е све супер, љубо изгледа, ама тоа знаеш како пространство и тоа е само за таму, нема, а ти го нудиш онлайн за цела држава. Па добро се види, Пошто Македонија нас реално мене не зависи да само онлайн, друго не ме занима. Така е, Македонија има предност, има мана.
Предноста на Македонија е што релативно маната што е мала е предност бидејќи ти на дневно ниво можеш од било која точка на Македонија од кокошката да го снесе до на маса да биде испржено или испечено сготвено јајцето, у еден ден можеш да го донесеш. Од Русија јајцето од Владивосток да го донесеш до Москва, малце ќе се помачиш. А у Македонија таа Па не, затоа сакам да го искористиме максимално тоа што го имаме тука и ги имаме сите можни системи да понудиме нешто што луѓе не можат ни да замислат дека е возможно да се направи. Па види, со поштата и испораката врзана, со магазинот централен, логистичкиот центар, со испораката и брендингот на Футурива, ние можеме да го направиме тоа. Можеме. Ќе тргнеме со 1, 2, 3, 5 производа, понатака ќе се множи, ќе видиш некој ќе ти го бара, некој нема да ти го бара на крај. Да. Ама добро, тие работи се апдейтираат, ќе почнеме со одредени ставки, после Дефинитивно, да. ќе има сезонски кои се, ќе има пример јајца се преку цела сезона, ќе има не знам нешто овошја кои се сезонски, ќе има нешто што ќе убациме плюс, Па немаш ќе има малина, нешто јануар што да е го по продаваш. нарачки, јас сакам после и со месо, со кланици да се врзи истото. Приватни има, зборам со тек на приватни време. фарми има, имаш ти приватни фарми. И у задња фаза у тој и целиот систем е кога ќе направиме мил преп со рецептите што ги правам, со некоја сериозна кетеринг фирма да ги прави тие Готово според јадење. наши стандарди, според нашите суровини и да ги доставуваме за дневно ниво на клиенти кои ни се месечно. Месечно закупуваш за да имаш 2 кето оброка дневно од нас, пример. Ама со органски состојки, произведени сите. според највисоки стандарди, доставено кај тебе на работа секој ден у 9. Дома на Со работа, наша кај сакаш. достава. Така. Тоа е задњата фаза на ова све. Имаш две опции, сакаш готови со рецепти, сам готвиш. сакаш да си готвиш сам. И завршена приказна.